Корупцијата го ограничува економскиот раст и креира проблеми кои негативно влијаат врз политичките текови во државата. Експертската јавност се мобилизира за да помогне со совети и конкретни предлози за поефикасно справување со едно од клучните зла кои го кочат развојот на државата. Поранешни амбасадори, министри, вице-премиери собрани на едно место заговараат решенија кои би се имплементирале во соработка на политиката и граѓанскиот сектор. Клучниот чекор е изборот на судско-обвинителскиот, за кој сметаат дека треба да претрпи промени, односно да има поголема контрола од страна на граѓанскиот сектор. Наша надеж е дека ќе отвориме темата на еден поинаков, на еден поиновативен начин, за разлика од тоа како што таа тема се гледаше во минатото. Воедно да најавам дека покрај овој настан кој што е општ, ќе имаме уште еден конкретен настан каде што ќе предложиме конкретни реформи во политичкиот систем и во делот на делувањето на државните институции со цел да се ограничи просторот за корупција, а и со цел да се валоризира гласот на граѓанинот. Поранешниот министер за финансии Кирил Миновски вели дека борбата против корупцијата треба да започне од највисоките кругови на власта, но потребна е визија и за добро управување. Ке говориме и за позитивни практики на добро управување кои што се имплементирани во различити држави кои што дале позитивни резултати како од аспект на сузбивањето на корупцијата, така и од аспект на поттикнувањето на реформите во општеството и економскиот раст и подобрувањето на животниот стандард на граѓаните. Според професорот Миодраг Лабовиќ, корупцијата не е проблем само во Македонија, туку е и глобален проблем, но некако во Македонија се добива впечаток дека нема интерес да се најде решение. Според него потребно е менување на правилата за избор на суди и обвинители и обид за целосна независност. Сегашниот начин на избор на судскиот и обвинителскиот совет и бирањето уставни судии премногу зависи од политичките партии, а нема контролен механизам од страна на граѓанскиот сектор.